Стопанската комора на Северозападна Македонија денеска се сретна со градоначалниците од 15 општини каде што победија кандидати на албанските партии и со министрите од владата исто од редовите на албанците. Председателот на комората Мендерес Кучи рече дека поканетите градоначалници се викнати зашто веќе ги имаат пред комората промовирано своите програми и денес од нив се бара за истите да дадат конкретни рокови. Тој додаде и дека ова не ги заобиколуваат другите градоначалници, истакнувајќи дека наскоро ќе има блиска средба и со нив. Тема на состанокот беше соработката на оваа комора со општините во областа на економскиот развој, начините како да се привлече дијаспората да инвестира во Македонија и начинот на искористување на европските фондови во регионот на Северозападна Македонија. Председателот на комората Кучи рече дека на локалната самоуправа гледа како на вистински партнер, за разлика од владата. Локалната самоуправа ние ја гледаме како вистински партнер, не таков како што се прокламира нашата влада. Цело време дека е наш партнер, меѓутоа ние се изгледа не заслужиме само за собирање на даноците и средствата, а при тоа тие да одлучуваат каде и како ќе ги распоредуваат, тие без да имат предвид кои се приоритетите, односно кој е вистинскиот пат за повлекување на земјата од кризното време, односно кој е начинот на кој што полесно ние ќе можеме да испримиме. Кучи се осврна и на проблемите што дијаспората ги има кога станува збор за незините можни инвестиции во земјава и повторно со прст покажа на централната власт. Се однесува од дијаспората, ние знаеме дека таа е еден многу голем потенцијал кој што не е искористен доволно од нашата страна. Малку собина може би на организираната форма на бизнисот, кај што и ние спаѓаме, не бегаме од нашата одговорност, но најповеќе е лоцирана како проблем законските одредби кои што често пати не се толкуваат како што треба или се посмислени и на некој начин и не им овозможуваат на потенцијалните инвеститори да можат да ја чувствуваат таа сигурност, односно таа подкрепа која што често пати знаат да биде декларирана од страна на централната власт, но не и практично спроведена. Често пати, што све почнува од локалната самоуправа, често пати се случува да таа вина и се припишува на локалната самоуправа, што не е вистина, затоа што секој градоначалник сака инвестиции повеќе во својот град. Туку навистина генератор на овие проблеми е централната власт. Тој сепак не им остана должен на градоначалниците, за кои истакна дека им било речено да не промовираат програми пред комората, за кои сметаат дека не се доволно добри за со нив да го добијат и вториот мандат. Едно е да имаш платформа пред да бидеш градоначалник, друго е да имаш платформа после од кога ќе седнеш на таа фотеља. Ние сме свесни за таа работа и токму од тие причини денеска сме заедно тука. Но во овој состав ние имаме дел од градоначалниците кои што се реизбрани, можеби по трет пат се избрани и нашето барање дури и честитење беше, односно и поканата кога беше до нив беше немојте да доаѓате да ни давате програми на кои што мислите дека не можете да го добиете и вториот мандат. Затоа што ние знаеме за еден градоначалник што може да се сработи ако е нов во еден 4-годишен период, а без при тоа да има поддршка и од страна на бизнисот и од страна на централната власт. Министерот за економија Валјан Сарачини пак ја поздрави иницијативата, рече дека главна цел на средбата е да се покаже слух за соработката со бизнисот. Ние како влада многу често сме покажаме слух кон стопанствениците, сме имале многу средби до сега, сме ги слушале нивните барања, многу од нивните барања се вклучени во владината програма која што се реализира, но континуирано продолжуваме да се состануваме меѓу себе, да ги слушаме нивните барања, се со цел да придонесеме за поголем економски развој на Република Македонија. Тој истакна дека Министерството за економија почнало да отвора канцеларии за комуникација со бизнисот, па дури и повика вакви средби да се одржуваат секој месец. Но, со оглед на критиките што ги доби од комората, владата и бизнисмените навистина имаат што да расправаат за да изнедат начин на соработка.